соборно дело, браќа и сестри, градењето и украсувањето на црквата. Во тоа соборно дело учествуваме сите, зашто ние сме Божјиот народ. Господ дојде на земјата за нас и за нашето спасение. Ние му дадовме крст, а тој воскресна од мртвите. И сигурно дека е многу важно да се зборува денес на трет ден на празникот Воскресение Христово за воскресението Христово. Но зарем не е воскресение и ова што денеска се случува во селото Крушани, на осветувањето на црквата да дојде скоро целото село. Затоа што смислата на ова осветување не сме ние владиците и поповите кои дојдовме од различни краишта за да ја осветиме ова црква. Туку Христос, кого ние го величаме, со устите наши го величаме, за тој нему да му биде седиште ова место, тој да биде во храмот, а кога вие ќе поидете, секогаш да го најдете него во ова место. И се трудиме токму тоа да го покажеме и ние, владиците и свештениците. Да покажеме дека црквата е црква Господова, ама истовремено на светители и истовремено на луѓе смртни. И ние сме меѓу тие смртните. Ама волјата наша, добрата желба наша, не прави да бидеме различити од оние кои живеат во светот и не знаат дека треба да се исполнува волјата Божја. Не знаат или не сакат да знаат. А вие, браќа и сестри, знаете и со вашиот прилог, со вашиот недостаток, зашто свесни сме дека никој нема толку многу за да изгради саметна црква. Но со вашиот недостаток изградена е оваа црква, со делењето од залакот што вели нашиот народ. И оваа црква затоа ќе пребива во вековите на вековите. Го осветивме овој престол кој е внатре во олтарот, за да служиме во оваа црква и како што е полна денеска, да не речам и преполна, да биде и на секоја божествена литургија. Зашто на секоја божествена литургија се слави воскресението Христово, како што денес ние го славиме. Господ затоа дојде да ни ga предаде оваа тајна на тајните. Денеска го читавме токму тоа свето Евангелие, кога во вечерата Господова, во лебот и виното, кога го прекрши Господ, го распознаа Лука и Клеопа. И ние да го распознаме, зашто имаме знаци за тоа. А знаците не ги остави самиот Господ во Евангелието и ги пренесуваме од една генерација до друга генерација. Тие знаци со кои лесно можеме да го распознаваме Бога и неговата света волја. Е токму тоа во суштина нас да не движи во овој живот. Зашто друг двигател и немаме. Постат многу важни други двигатели. Може човек да си го изгуби и времето и животот по разни други двигатели. Ама нема да му дадат вечен живот. Вечен живот дава само Господ кој воскресна од мртвите.
затоа воскресна од мртвите, за да ни даде вечен живот. А ние, учествувајќи во црквениот живот, сега особено вие од Крушјани кои имате и свој храм, многу полесно ќе биде вашиот двиг, вашето движење кон Царството Божјо. Зашто имате и простор и место и каде да се покажете, ама и што и да побарате. Каде да се покажете во украсувањето на овој храм. А што да побарате? Да побарате спасение и вечен живот. Тоа е најважно. Нека Господ, браќи и сестри, сите вас ве умудри и ви даде уште поголема преданост на црквата, зашто вашата преданост веќе се докажува и со ова, што во ова мало село веќе има црква која е преполна од вашата заинтересираност. Не само денес да остане така, кога се осветува овој храм, туку секогаш кога ќе се служи божествена литургија, да биде преполна оваа црква. Тоа ќе ни даде радост, тоа ќе ни даде спасение пред се, што е многу поважно, да не речам најважно од се. Милоста Божја да биде со вас, да ви помага вас, а вие да и помагате на црквата како и што досега тоа го прави. И секогаш да бидете под закрилата Божја, тој да ве чува, да ве пази во сите дни на вашиот живот.